од друга страна, па другото прашање е доколку седнете на градоначалничкото место, ќе треба да соработувате и со Советот на град Скопје, меѓутоа и секако и со централната власт како независна. Секако. Да, ова е првиот дел од прашањето, полесно ќе се одговори ако ме прашате дали има нешто слично помеѓу кампањата, можностите за представување на независните и другите. Само неколку примери ќе спомнам, за да гледачите сватат за каква разлика се работи, за каква нефер битка се работи. Прво, во однос на доделувањето на финансиски средства од буџетот за политичко рекламирање, партиите делат околу 6,5 милиони евра за овие избори, од кои што независниот кандидат, како што сум јас, доби 700 евра на располагање за рекламирање во медиумскиот простор. Можете, впрочем, тоа и во медиумите се гледа која е разликата. Билбордите за независните кандидати, како што сум јас, се недостапни. Дури и сами да го финансираме тоа, се недостапни, бидејќи законската регулатива е таква да за нив можат да партиципираат само политичките партии. Друг елемент што е многу интересен, рокот за пријавување на кандидатите и листите за независните беше до 1 септември, ако не се лажам, а за политичките партии до 13 септември. Чому е таа разлика? Зошто е таа разлика? Нели, ако зборуваме за фер, демократија и така натаму, зошто да има одредена разлика во рокот на пријавување на едните и другите? И ред други работи. Значи, огромна е разликата, но тоа не значи дека ќе се предадеме, односно ќе се предадем. Напротив, тоа дава дополнителна енергија за да човек биде по-креативен, за да биде по-интересен во настапот и да најде начини како да се представи на најдобар начин со добри идеи, а без пари.